Втората тема за која сакам да зборувам е предстојниот фестивал на белешката пита и на виното. По неуспешните обиди во неколку наврати кои ги имав со представниците на регионалната стопанска комора и на бизнис заедницата од нашата општина, одлучив оваа година сепак да ја организираме питијадата и тоа во организација на општина Велес, за да не ја прекинеме традицијата која постои подолг период. Одлучивме оваа година фестивалот на питата и на виното да се одржи на 19, 20 и 21 октомври. Локацијата е променета. Одлучивме без дилема за две работи. Питијадата да не се случува на истото место каде што се случувала минатата година и да биде со изведувачи исклучиво само од Македонија и да исклучиме настап на турбо фолк пеачи како од Македонија, така и од странство. Јас сум многу задоволен што успеавме да подготвиме одлична програма која верувам дека ќе го привлече вниманието како на велешани, така и на бројни гости од Републиката, се надевам и од странство, и тоа за многу помалку финансиски средства во споредба со, например, минатата година. Би сакал најнапред да ви ја презентирам програмата. Фестивалот ќе започне во попладневните часови на 19 октомври, тоа е петок. На првата вечер ќе настапат следните изведувачи: групата Виртус, Боеми од Битола, Баклава, Ред Гарден, Анета и група Молика од Битола, Некстайн и звездата на вечерта Игор Джамбазов и Гуру Харе бендот. Во сабота на 20 октомври граѓаните и посетителите ќе може да ги проследат настапите на следните поединци и групи: Велешка Чалгија, Нино Величковски со неговиот тамбурашки оркестар, оркестарот Агушеви заедно со Джамбо Агушев, Кристина Арнаудова, Владко Лозановски и Бени Шачири заедно со Нон-стоп. Во недела на 21 октомври посетителите ќе ги забавуваат Чалгија, распеани велешани од Велес, групата Чалгија Саунд Систем, Синтезис, Ивона Јовановиќ, Александра Јанева, Сладкаристика и Дарио. Вкупната вредност на договорите што ќе ги подпишеме е во износ од 24.323 евра. Ви ги кажувам точните износи, без персонален данок, заедно со персоналниот данок ќе излезе 26.755 евра. За споредба, минатата година општина Велес само на Здравко Чолич му исплатила 49.884 евра или на риблја чорба 7.713 евра. Ние правиме напори оваа година да направиме добар фестивал и да докажеме дека добри манифестации во Македонија може да се прават со македонски изведувачи. На тој начин ќе поддржиме македонската музика и ќе спречиме продор на турбофолкот, посебно од Србија, кој беше масовно присутен на манифестациите од сличен тип кои се одржуваа во Прилеп, во Кавадарци, во Штип и во Струмица. На самата манифестација преку ден ќе дадеме можност да се представат и другите наши фолклорни друштва и други групи кои се надевам ќе бидат заинтересирани, пред се културно-уметничките друштва, потоа Анабела, Црни мачиња и сите други здруженија кои ќе изразат желба своите достигнувања да ги представат пред велешани и пред пошироката публика за време трајање на фестивалот на питата и на виното. Посебно сакам да изразам благодарност до Центарот за култура Јордан Хаджи Константинов Джинот, односно театарот од Велес. Се договоривме да ја позајмиме нивната многу вредна и досега неупотребувана бина и друга опрема што ја имаат, со цел фестивалот да го организираме со што помалку финансиски средства, а сепак да биде на високо професионално
и уметничко ниво. На крајот би сакал да го изразам моето разочарување што група наши неодговорни сограѓани на хакерски начин ја злоупотребуваат уште неотпочната питијадата и на креираната Facebook страна со наслов Питијада успеваат да ги замајуваат граѓаните со дезинформации или важни информации, со правење на анкети, дали треба да настапи Аца Лукас или Цеца Ражњатовиќ или некои други турбофолк пејачи. Би сакал да им упатам порака дека што и да прават, нема да ја попречат успешната претстојна Питијада. Се надевам дека надлежните државни органи ќе пронајдат кои се тие, од кои IP адреси го прават сето тоа, ние ќе направиме и други напори да ја блокираме Facebook страната со цел да не ги збунува нашите сограѓани и другите потенцијални гости. Доколку ве интересираат некои поголеми детали, на крајот ви стојам на располагање се што сакате во врска со претстојната Питијада. Пред тоа би сакал да ги повикам сите граѓани што милуваат волонтерски да се вклучат во организирањето на Питијадата и да дадат свој придонес, да се пријават во општина Велес. Ние во наредниот период особено ќе ги поддржуваме граѓанските организации кои во своето действување посебен акцент ќе стават на волонтерското работење. Исто така сакам да упатам апел до сите угостители, до пекарниците и винериите, што помасовно да учествуваат на фестивалот и да се представат со своите производи. И на крајот би сакал да ве информирам дека веќе имаме контакти со винеријата Тиквеш од Кавадарци, со винеријата Стоби. Се надевам дека ќе имаме достојни покровители и поддржувачи и дека ќе совераме доволно финансиски средства заедно со бизнес заедницата од Велес за да направиме добар фестивал и покрај тоа што општина Велес има се уште долгови и се судира со финансиски проблеми. Јас се надевам дека од следната година можеби ќе се јави некое здружение на граѓани или бизнес заедницата, тие да бидат организатори, а ние да бидеме поддржувачи на оваа манифестација. И ви должам уште една информација, бината ќе биде поставена во близина на јаворите, на Сармале, ќе биде поставена во правец на улицата 8 септември, на која ќе бидат поставени штандовите, се до кружниот тек. Сообраќајот ќе се одвива по околните улици, паркингот ќе биде слободен за паркирање, се со цел да ја организираме манифестацијата со што помалку проблеми во тековното одвивање на животот на граѓаните на Велес.